9 часот и неколку минути, со тоа и следува разговорот со нашата денешна гостинка, како што кажав и претходно. Во понеделничко издание на нашата емисија ќе разговараме на тема од областа на здравието на сите вработени, поточно за медицина на трудот. Денес ќе да знаете повеќе за тоа колку се битни прегледите токму кај докторите, како што е нашата денешна гостинка, а тоа е доктор специјалист по трудова медицина Тања Петрушевска-Синадиновска. Добро утро и добро дојдовте во утринската програма на К1. Добро утро, добро ве најдов. Така. Докторка, јас разговорот ќе го започнам со прашањето, еве да им кажеме на сите гледачи со што се занимава медицина на трудот, што поточно означува ова? Па медицина на трудот се занимава со прегледи, значи на сите вработени, односно се грижиме за здравието на вработените. Се врши систематски прегледи, сите прегледи што се и пред вработување, за време на работа, се одредуваат дијагнози со кои што пациентот би можел да работи на одредено работно место, не може да работи. Сето тоа воедно се грижиме за здравието на работниците. Така. Кој ги врши систематските прегледи на вработените? Ева малку подетално да им објасниме на гледачите. Систематските прегледи на вработените ги вршат доктори, специјалисти по медицина на труд. Така. Значи со цел тим. Така. Како изгледа еден преглед на група вработени, еве? Еден преглед што содржи? Така. Вака, значи секој преглед содржи анамнеза, да речем, преглед од доктор специјалист по медицина на труд. Содржи ЕКГ, спирометрија. ЕКГ е преглед на срцето, и се вака да објасниме за сите, подетално за сите, односно се снима работата на срцето, потоа спирометриски преглед. Што означува тоа? Тоа означува проверка на белодробната функција. И при тоа спирометрискиот преглед, и сега најмногу прашања имам од пациентите. Добро, јас сум пушач, сега како ќе излезе, меѓутоа спирометрискиот, за спирометријата ние внесуваме параметри, висина, тежина, пушач, не пушач, колку години пуши, возраст, и сето тоа програмот математички пресметува колкава е неговата белодробна функција во однос на здрав маж или жена, кој што е исто висок, исто тежок, исто возраст има и пуши, не пуши и потолку. Значи не споредуваме пушачи и непушачи, па во тој случај да не излезат пушачите си да се намалена белодробна функција. Исто така правиме проверка на слухот, аудиометрија. Проверуваме дали има намален слух, затоа што на одредени работни места кои што работат на бучава, има оштетување на слухот и тоа се забележува. Сега дали ќе се забележи пат само на една фреквенција или ќе биде континуиран пат, меѓутоа тоа се забележува и гледаме. Најчесто се јавува кај вработени кои што се изложени на бучава. Така. Друго освен ова? Освен ова друго правиме проверка на вид. Така, нормално. На Шнеленова табла. Сега ние кој ќе откриеме нешто од сето ова, го праќаме на специјалист, дали очно, ушно, кардиолог, за понатамошно лекување. Значи не ги третираме, само откриваме дали има нешто, дијагноза, и понатаму ги праќаме на лекување. Кај специјалисти од одредена област каде што треба. Исто така се прават и лабораториски испитувања, и при тоа се испитува седиментација, крвна слика, и во основниот пакет спаѓа шеќер, холестерол и триглицериди. Така. Кои што ги испитува. Што вели вашето искуство? Каква е состојбата во нашиот град? Колку вработените што доаѓаат кај вас во вашата ординација, од што имаат најмногу проблем? Еве, што сте забележиле вие како пораст? Статистички најмногу имаат проблем со маснотиите. Така. Реално, значи, ама тоа и може да се... Најчесто, ако забележиме проблем со покачени маснотии, тоа е најчесто цела организација и од тоа зависи баш од она. Значи, иста работат, имаат исти навики, исто се хранат, и баш поради тоа сега наредно имам еден проект што ќе го работам со една фирма, значи ќе се испитува и дебелина. Така. И додатни испитувања ќе правиме, и на крај ќе имаме и совети за дебелина. И за сето тоа совети за исхрана, за намалување, за подобрување на физичката активност, сето тоа влијае за да се намали и маснотиите и шеќерот и да се подобри здравието. Така. Она што исто така важно, кои се работници треба да се прегледуваат, да доаѓаат кај вас во ординација или на друго место, значи
има ли одредено кои работници треба да Ева, сега кажавте и во ординација или на друго место, значи ние прегледите ги вршиме или кај нас во ординација, значи во овластена установа по медицина на труд или во просториите на работодавачот, ако има обезбедено услови. Значи тоа е разлика помеѓу, да речам, другите доктори кои што работата ја вршат само во нивни установи, значи само во ординација. Работа и на терен. Работа и на терен, точно. Ова е стварна договор со работодавачот? Да. Стварна договор со работодавачот и при тоа, значи, ако станува збор за голема фирма која што реално има многу вработени, има исполнето услови, затоа што дел од фирмите си имаат нивни амбуланти кои што се опремени. Во минатото тие се користеле како амбуланти, понатаму се останати празни, значи има простории во кои што реално ние можеме да се сместиме со цела мобилна екипа и да работиме таму. Значи тоа е стварна договор помеѓу нас и работодавачот. Како е најдобро за работниците, за нас и за работодавачот. Да не губи он од работниот процес, да не се малтретираат додатно работниците, затоа што и реално некогаш им е терат да дојдат. Зависи од групата на луѓе која што се прегледува. Групата на работници. Сега не е секој работен процес да речеме го прекратуваме, денеска сите одиме. Значи некои процеси не можат да се стопираат. Така. Да ви одговорам на другото прашање, кои работници се прегледуваат, значи се прегледуваат без исклучок сите вработени. Разлика, значи се прегледуваат во период пред да се вработат за одредени работни места, пред да се вработат или непосредно после вработувањето. И понатаму, зависно од проценетиот ризик, се прегледуваат периодично. Некој на 24, некој на 12 месеци. Токму и тоа ми беше следното прашање, на кој временски период треба да направат прегледи и дали истото е задолжително, значи дали мораат да доаѓаат на овие прегледи? Па со законска одредба е задолжително, значи и инспекторите го бараат сето тоа и во последно време, значи мислам дека и немаме проблеми со тоа дали идат или не идат, си се јавуваат, си се кажуваат, ги прават прегледи. Сите работници прават. Сега знаете како, во зависност од тоа на кое работно место работи. Во зависност од тоа каква проценка на ризики имаат, на што се изложени, се прават прегледи на различен временски интервал. Систематските прегледи, односно оние кои што се за административни работници, оние работници, продавачи кои што немаат некој ризик, не се на нешто изложени, на штетности физички, хемиски, биолошки, они прават на 24 месеци. И кај нив е овој стандарден пакет, ова претходно што ви кажав дека се одржи во прегледите. За останатите работници кои што имаат зголемен ризик, например, возачи, работници на височина, работници кои што работат ноќе, внатрешен транспорт, со вилјушкари и сето тоа, работници кои работат под земја, доктори кои што се изложени на биолошки штетности, можност да се разболат од нешто друго, рударите исто така. Значи сите тие, за некој сигурно не спомнав, сите тие прават прегледи на 12 месеци и зависно од уредбата, затоа што сепак прегледите се прават според проценка и она што ни е пишано нас во уредбата, значи ние се водиме по некоја законска одредба. Одредени работи, еве например тие што се изложени на бучава, прават почесто аудиометрија. Ако има работници, еве се ми текнува, значи кои што се изложени на платина, значи прават при тест дали се алергични на платина исто така почесто. Ме разбирате, значи сето тоа зависи од тоа на кое работно место работи, кои му се ризиците. Значи нема врска возраста, барем сега за сега според законски одредби нема врска на која возраст е работникот, па како би ги правел прегледите, дали на 24 или на 12. Сето тоа зависи од тоа на кое работно место е распределен. Сега понатаму на тие прегледи, ако нешто се открие, затоа што има работници кои што работат на место со зголемен ризик, например, кои се тие според вас, тоа сакав да ве прашам, според вас и вашето искуство, на кои работници највеќе треба да им се обрне внимание? Па да ви кажам најискрено на сите. На сите? Да, затоа што и оние, значи за да се зачува здравјето, за да можеме да имаме работоспособно население, да немаме толку боледувања, да немаме повреди на работа, да немаме професионални болести. Мора да се грижиме за сите работници подеднакво, без разлика на кое работно место работат, затоа што они денес и да работат на работно место кое што е со намален ризик, ако не се грижиме за здравјето, мислам, не знаеме дали понатаму би смениле работно место и би работеле на друго. Ме разбирате? Значи здравјето мора да се зачува
и за работникот, и за работодавачот е добро, и за државата, и за фондот за здравство во тој случај не би имале ние толку боледувања, не би имале повреди на работа, не би имале професионални болести и продуктивноста би ни била поголема. Нема да имаме толку трошкови. Така. Го спомнавте фондот за здравство. Каква ви е соработката со фондот? Медицина на труд, значи ние не сме финансирани од фондот за здравство, значи немаме договор со фондот за здравство. Нашите прегледи ги плаќа исклучиво работодавачот. Така. Освен дел од прегледите кои што се за кога се јавуваат на конкурс, нели кога има огласи, тогаш си го плаќа самиот кандидат лекарскот. Во секој друг случај го плаќа работодавачот. Така. И цените се различни. Еве за цените да им кажеме на сите. Значи цените се по уредба. Така. Секој пакет е различна цена, значи пакетот што е стандарден минимум, оној кој што го прават административците, тоа е 800 денари. Потоа имаме дополнителен пакет кој што е 1000 денари, значи тоа е за одредени ризици кога има, сега да не ви ги набројувам сите по уредба само на што се изложени. Понатаму има проширен пакет кој што е 1200 денари и специфичен пакет кој што е 1500 денари. Најчесто специфичниот пакет опфаќа токсиколошки анализи, значи оние кои што се изложени на хемиски штетности, значи на отрови, кои што би морале да ги, нели, работат, например, со олово, со жива, со пестициди, сите тие мораме да правиме испитување и тој пакет затоа кошта најскап. Првиот пакет кој што е од 800 денари. Тоа е оној најбараниот што е. Тоа е најбараниот. Значи тој е од 800 денари, тој се прават прегледите на тој пакет на 24 месеци. Друг поредослед на барање е оној пакет од 1200, значи за периодичните прегледи, тие се прават на 12 месеци и содржат дополнителни испитувања од специјалист офталмолог, значи за очен преглед, оториноларинголог, значи за ушен преглед, невролог и психолог. Се прави психолошко тестирање, потоа психологот го по Корнел индекс работиме, решаваат работниците тест, потоа психологот го проверува тестот и со тоа се одредува степенот на невроза. Така. Докторка, вие дали сметате дека со превентивните прегледи се подобрува здравието на работниците, а воедно и нивната продуктивност? Да, тоа и претходно кажав, мислам да се надоврзам на сето тоа. Превентивните прегледи се доста битни. Значи медицина на труд, тоа работи, сега да не испадне јас тоа работам па кажувам, меѓутоа реално, значи превентивните прегледи се доста битни затоа што треба да се ние бараме болести пред да бидат манифестни. Ако на некој работник му се појави висок крвен притисок или има проблем со маснотините поради кое што се јавиле други проблеми, он секако ќе отиде кај матичен лекар, секако ќе отиде кај друг специјалист и ќе ги најде. Меѓутоа, на овие прегледи е најбитно да се фатат сите оние патолошки состојби во фаза пред да појават симптоми, значи во предклиничка фаза, пред да направат некој проблем. Затоа што свесни сме дека добар дел од луѓето не одат редовно на прегледи, значи и со разговори со пациенти, они кажуваат, па од систематски на систематски доаѓам. Тоа е нешто најлошо. Да, на доктор не одам, значи од систематски на систематски кога ме праќа работодавачот. Меѓутоа, ако се случи дека на оваков преглед се најде некоја патолошка состојба, после и те како одат на лекар, си бараат, си зимаат лекарства и на тој начин спречуваме да се јави нешто посериозно, што би се намалила неговата работна способност, па потоа да имаме преместување на друго работно место или... Имате ли такви, што вели вашето искуство, дали имате такви ситуации, како што кажете? Па да, реално има. Реално има, значи да не може да работи на едно работно место, меѓутоа неговата работна способност е зачувана. Значи, еве, ако имаме млад човек кој што има висок притисок, кој што не можеме да го регулираме со лекови, значи и тоа се случува колку и да сакаме, да не може да се симне. Он на височина не може да работи, значи работел како градежен работник, пример, на височина, он на височина не може да работи, меѓутоа може да продолжи да работи во истата фирма или ако сака да бара работа на друго место, кое што нема да биде да работи на височина, може да работи се друго. Значи може да остане и во истата фирма. Исто да работи градежен работник, само да остане на земја, значи да не се качува на височина. Се наоѓаат решенија. И често и луѓето сами знаат и бараат и знаат дека ако им се јави проблем, се исплашени, значи реално им е страв.
При тоа не правиме муабет за оние што се со низок ризик, дали продавачи, административни работници, тие реално немаат толку проблем без разлика на која болест се открие. Добро е, нели, понатаму да се следи, да се третира, да се лечи. Меѓутоа, оние работници кај што бараме има зголемен ризик, кај што бараме функционалност на сите органски системи, ако се јави некој проблем, значи има препорака и од нас, Така, до токму, него да. и до работодавачот, Значи, како да се вие им смени. помагате за промена на работно место од фирма во друга фирма? Значи со каков документ? Од фирма во друга фирма тоа малку потешко би Така. одело кај нас, значи Така, тоа сами да. си го средуваат, Така. меѓутоа во актуелната фирма Так. се дава препорака, значи Со извештајот препорака, што значи, ние го така. даваме, кога идат кај нас на преглед, даваме извештај за здравствена состојба и работна способност. И сега да ви објаснам како Така, таа да, процедура оди да. целосно. Значи, извештајот е во 3 примероци. 2 се идентични, третиот е различен. Во двата ги пишува здравствените состојби, значи она што е најдено и оние препораки кои што се дадени само за работникот. Значи тие се комуникација помеѓу мене и прегледаниот работник. Еден пример ако станува за мене во картон, другиот му го праќам на работникот заедно со резултатите од направените анализи. И тука има препораки понатаму што да прави. Во третиот примерок, значи здравствената состојба не ја коментираме, тие полиња остануваат празни. Во третата графа пишува ако има препорака нешто за професионално, и тука пишуваме дали да не работи ноќна смена. Затоа што реално диабетичари кои што се на инсулин по закон не смеат да работат ноќна смена, затоа што метаболизмот е различен, различно е работа дење, различно е работа ноќе, различен е видот на исхрана. Сите тие ги пишуваме само за препорака на работодавачот, значи ги гледа и работникот и работодавачот, меѓутоа здравствената состојба на работникот не ја гледа и наиздоле пишуваме работна способност, значи способен за работа на тоа и тоа работно место. И сега, ако има ограничување, например, градежен работник е, денеска решив за него да кажува, градежен работник на височина. Че пишуваме горе работно место, градежен работник на височина. Меѓутоа, ние сме нашле диабет, он е на инсулин, висок притисок, сето тоа него го ограничува да не може да се качува на височина. Доле во препорака пишуваме способен за горе наведеното работно место со назнака да не работи на височина. Ако имаме некоја друга, значи исто така ќе му пишеме и на работодавачот препорака, согласно законските одредби не смее да работи на височина, не смее да работи ноќна смена и најчесто работодавачите сето тоа го почитуваат, и они не сакаат реално. Дали го почитуваат сето тоа собствениците, работодавачите, како што кажавте? Дали имало некои ситуации кај што не се прифатиле тие Па такви препораки? ситуации мислам дека нема. Значи реално и работникот и работодавачот и на работодавачот му е битно да има здрав работник на тоа работно место, затоа што така се спречуваат повреди на работа, несреќи на работа. Значи, ако он сето тоа не го поштува, нити е добро за работникот, нити за работодавачот. Најчесто кога ќе се пише таква препорака, ја почитуваат, значи, без проблем. Никој до сега не ми се јавил, не направил проблем, зошто сега овој не може да работи на висина, ама зошто така? Значи, до сега такво нешто сме немале. Реално си ги почитуваат сите тие, затоа што најверојатно и они знаат дека е добро да се грижат здрав работник на работно место, со тоа се не е само за тој работник. Значи не е само тоа дека ќе се повреди па работодавачот ќе плаќа оштета или казна, не дај Боже, и било што. Еден работник ако не е способен за тоа работно место ги загрозува сите околу него. Значи за тоа се грижи медицината на трудот. Здрав работник на работно место, со тоа се грижиме за здравието на тој работник и на сите околу него. Затоа што ако се случи несреќа, значи тоа ги засега реално сите околу него. Не мора да е само тој работник повреден. Значи може да, нели, поврзани на различни, работат на линии, еден со друг зависат. Значи ти треба да му веруваш на тој што е до тебе, дека е здрав, дека нема ништо да се случи и дека заедно ќе ја завршиме работата денеска, нели, во тек на работно време. До сега сите кои препораки сме ги дале си ги почитуваат затоа што така сметаат дека е добро. Така. Она што би сакала исто така да кажеме е
вие работите можеби не многу долго со оваа работа, но верувам дека знаете. Спомнавте дека нема границ, мислам годишна возраст кој може да доаѓа доколку е вработен. Што вели вашето искуство? Дали мажите, жените или пак оние помладите патат повеќе од некои болести што ги наоѓате вие? Па Дали кај младата популација или кај оние повозрастните ги наоѓате сите овие здравствени проблеми? Кај повозрастните веќе се диагностицирани, затоа што нели со текот на годините, ајде речеме, и повеќе се пазат, одат на лекар, сето тоа ги ја пратат здравствената состојба, најверојатно поради годините и сето тоа, од предострожност одат и кај матичен лекар, прават испитување. За разлика од тоа, младите, ние сме као сите здрави, Да. не одиме на лекар и реално млад човек не би очекувал да нели нешто се најде, па сега јас ќе одам превентивно на лекар, ќе се прегледувам. Сето тоа, значи, кај младите многу повеќе се ново открие. Кај повозрастните, они више и да имаат, значи, и покачен шеќер, и холестерол, триглицериди, они и претходно знаеле. Значи, примале терапија еден период и често ќе кажат, па имав ја масноти, примав лекови, сега еден период не примам, ајде да видиме како е да не треба пак да примам. А кај младите тоа баш и не е случај, кај младите се ново откриени. Значи, кај младите има многу повеќе ново откриени состојби. Исто така притисок. Значи, кој млад човек реално би очекувал, сега јас ќе го контролирам притисокот, еви, еднаш месечно да е, за да не имам притисок. Повозрастните, мислам, свесни сме дека реално го мерат многу почесто, пазат и знаат дали треба да одат на лекар, како им се движи се. Младите, најверојатно тоа е се поради возраста, ки младите е сето тоа ново откриено. Така. Значи, за сите овие болести кои што еве доколку вие ги откриете во вашата ординација, дали вие можете да им пишете диагноза лекови или ги праќате кај матичен лекар? Не, системот е така направен. Значи само преглед и доколку откриете нешто ги праќате кај матичните лекари, така? Еве, тој процес да го објасни. Како, значи они идат кај нас на преглед, ние наоѓаме одредена патолошка состојба, затоа што диагноза не би можеле да поставиме, значи за тоа треба многу повеќе испитување и да го гледаш пациентот почесто. Во тој случај би бил пациента кај нас е работник кој што иде на редовен систематски преглед или редовен периодичен преглед. Значи он иде превентивно кај нас. Значи ние откриваме патолошка состојба. Моментално системот функционира на тој начин што ние со тоа што сме го откриле, со документот што му го даваме, значи извештајот што му го даваме, таму им упишуваме да се јави кај матичен лекар да се направи контрола на шеќерот, на маснотиите, на хемоглобинот. Значи ако откриеме намален хемоглобин, меѓутоа ние железо не испитуваме. А и понатаму, например, ако се јави анемија, не мора да значи дека е од железо, треба да се најде и причината. Сето тоа ние не го правиме. Ние го гледаме работникот еднаш годишно или најчесто еднаш на 2 години. Не го лечиме. Значи ние сето тоа што ќе го најдеме, го пишуваме на извештај и го враќаме кај матичен. Оттаму матичниот, мислам зависно од состојбата што е најдена, доста работи и матичните сами понатаму можат да ги третираат. Така. А за тоа што не, се праќа на специјалист. Па и од тој специјалист па се враќа на матичен за да му ги препише лековите. У секој случај цело време го препраќаме кон матичниот лекар. Значи така функционира кај нас системот, без разлика кој специјалист го враќа кај матичниот. Сега другите специјалности, нели, директно препишуваат, они можат и да препишат терапија, па го враќаат кај матичниот кој што ќе му пише на рецепта. Ние само наоѓаме патолошка состојба, го праќаме кај матичниот, па матичниот понатаму решава на каде да го распредели и како тоа да се третира. Така. Меѓутоа, немаме некој проблем, барем според мене нема. Ако кажам дека треба да се врати кај матичен, имам доста пати ситуација, сум го пратила кај матичен и ете го после месец дена иде кај мене, ај уште еднаш да провериме, да видиме дали е се така. Значи или ќе се вратат да кажат да така е, најдов, средив. Така. Доста од нив се и благодарни, ме разбирате? Да. Значи тоа не е до мен. Без разлика кај било кој доктор да биде, тоа ќе се откриело, меѓутоа нели се погодило тука и доста се и благодарни. Добро е, најдовме пред да се манифестира, пред да направи проблеми. Така. Затоа што ние ако најдеме покачен шеќер во период кога само што почнал, значи во рана фаза, може да се заврши само со диета или со
таблетарна терапија, значи не мора да премине на инсулин. Меѓутоа, ако е подолг период, он подолг период не знае. Понатаму ќе биде на инсулина и сето тоа долг период па си влече нарушување на циркулација, притисок, па масноти и сето тоа си влече една со друга последица и повеќе болести. Така, и еве пред крајот на нашиот разговор, докторка, да им упатиме на порака колку повеќе за почесто да се прегледуваат со цел, еве, да кажете вие нешто повеќе околу тоа. Која е целта на сите овие прегледи и препорака една од вас до сите гледачи? Па, препорака е редовно да си доаѓаат, значи на систематски прегледи, мада во последно време сметам дека работниците се навикнаа да доаѓаат на прегледи, работодавачите се навикнаа да ги праќаат. Во последните неколку години, можеби на почетокот било, нели, законска одредба, казни и сето тоа. Меѓутоа сега и работниците знаат, и си знаат кога им иде периодот и си бараат. Така. Навикнати се и работодавачите и работниците да доаѓаат на систематски прегледи. Значи сепак свесноста е зголемена. Зголемена, да, так. И препорака од мене е да не се плашат кога доаѓаат на систематски прегледи, затоа што некои од нив се исплашени, леле сега, што ќе биде, што ќе ми откриеш, што ќе ми правиш тука сега. Ме разбирате, секакви луѓе, меѓутоа не работиме ништо страшно, значи само едно боцкање е, мислам, нема ништо друго, нити е болно, нити е страшно, нити нешто ќе откриеме и најмногу од луѓето се плашат, леле сега што ќе биде, дали ќе можам да останам на работа. Значи мене не ми е целта да некого го тргнам од работа, да кажам дека е неспособен. Да. Разбирам и повеќето викаат, докторке, мене, значи, ми зависи фамилијата, јас од тоа вадам леп. Така. Значи, секогаш сме на страната на работникот. Така. Значи, никогаш не гледаме да оштетиме некого, да кажеме дека не е способен или да го тргнеме од работно место, а да тоа нема потреба. Значи, секогаш се гледа да се зачува. И со тие прегледи, со систематските прегледи, најдобро тоа се прави. На тој начин најдобро ги штитиме работниците. Се наоѓаат патолошки состојби многу порано и понатаму работната способност останува и можат да си продолжат да работат до пензија. Така. Докторка, јас ви благодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме за некоја поразлична тема од ова. Ви благодарам на поканата и јас исто се надевам. Така.